Оставката на премиерот Зоран Заев во среда ќе биде депонирана во парламентот. Повлекувањето ќе се случи веднаш по годишното обраќање на шефот на државата, со што Заев ќе го избегне и последното соочување со пратениците, бидејќи повлекувањето ќе се случи ден пред седницата резервирана за пратенички прашања, последна за оваа година. Оставката на Заев ќе значи и оставка на целата влада. Веќе е јасно дека во составот на новиот мандатар Димитар Ковачевски нема да се најдат најблиските соработници на Заев, дека на функцијата нема да остане. Денеска потврди министерката за одбрана Радмила Шекеринска, која во пресет на оставката на оваа влада вели дека нема да биде во новиот состав од принципиелни причини, затоа што не се согласува со политиките на СДСМ. И мислам, можеби сум субјективна, дека дел од тие политики придонесоа за поразот кој што го доживеавме на локалните избори. За жал, мојот впечаток е дека од тие лекции не научивме и дека некои од пораките на јавноста не ги чувме или не ги разбравме. И затоа мислам дека единственото принципиелно или единственото честно поведение, единствената принципиелна и честна одлука би била да кажам дека нема да учествувам во следната влада. И Филипче нема да биде дел од новата влада предводена од Ковачевски. Неговиот мандат завршува со повлекувањето на Заев од премиерската позиција. Јас го известив Димитар, кој што ми е навистина добар другар и пријател, дека треба да смета на други луѓе во раководството, сепак да го освежи тимот. Јас бев во тимот со председателот Заев и во таа смисла мислам дека треба да се повлечам со неговото повлекување. Секако во делот на министерската функција веќе со тој политички договор министерството оди кај коалициониот партнер Алтернатива. Алфа од своји извори дознава дека покрај Филипче Шекеринска од Илинденска заминуваат Љупчо Николовски, Мила Царовска и првиот полицаец Оливер Спасовски.